Од дипломиран инженер за материјали и нанотехнологија на УКИМ до неверојатно богата биографија со дипломи значајни за вселенската индустрија, ја направија Мартина Димовска, првата македонка и прва жена аналоген астронаут од Балканот, која учествуваше во симулација на мисија на Марс поддржана од НАСА. Аналогните мисии се особено важни за истражување на Вселената и тоа е начин на кој астронаутите тренираат за престојните вселенски патувања. Мисии кои со своите услови имитираат вселенско сценарио, но се одржуваат на Земјата. Зашто служат? Со какви истражувања се пропратени и како и каде животната приказна на Мартина се испреплетува со Вселената? Откриваме во Македонија наутро. Мартина, не можам да ги избројам соговорниците кои сум ги имала низ годиниве на сите можни различни теми за кои ми требало повеќе или помалку подготовка во зависност од тоа дали имам познавање на материјата, и за прв пат се доведов во ситуација каде се обидов да разбирам нешто од темата, но апсолутно ништо не знаев што да прашам бидејќи немам никакви познавања, па затоа ајде да почнеме од некаде. Инженерската кариера ја преусмеривте во вселенскиот сектор, кој е непознат поим за Македонија, имајќи предвид дека земјава нема воопшто развиена вселенска индустрија, па од каде и како вие во приказната и од каде интересот? Мислам дека интересот да се вклучам во овој сектор дојде од поривот да помагам на мојата околина, уште како малечка. Пораснав со сестра со посебни потреби, сестра инвалид, и животот ни зададе многу тешки ситуации што мораше да ги решиме, тешки проблеми, тешки предизвици и доста удари низ кои што мораше креативно да се справуваме со нив и креативно да излегуваме од нив. Па така станав добра во решавање на проблеми. И со самото тоа сватив дека можам да помагам на сите оние околу мене, да го направам животот подобар, полесен, да решам нешто на некој многу покреативен начин. Со самото тоа станував се подобар и подобар инженер и најголемите прашања за решавање, според мене, се токму во вселенскиот сектор и затоа некако се впуштив натаму и ја префрлив мојата кариера од само инженер во вселенски инженер, како што сакаат многу мои колеги да ме нарекуваат. И повеќето деца во одреден момент од животот, ако ги прашате што сакате да бидете кога ќе пораснете, ќе ви кажат астронаут, но оваа желба само за минимален процент во светот станува реалност, па така последните истражувања покажуваат дека, да речеме, корпусот на НАСА има околу 43 активни астронаути, кои се состојат од 16 жени и 27 мажи. Сега, она што е поневеројатно е дека една македонка има желба да партиципира во овој минимален процент. Што се како пат, Мартина, беше потребно да се помине за воопшто да дојдете до сегашната позиција? Низ целото наше постоење како човештво, низ целата наша човечка историја, имаме полетено вкупно 574 луѓе во Вселената. И тоа е се, што е исклучително мала бројка. Нормално дека секој што сакал да биде астронаут или секоја што сакала да биде астронаутка уште како деца, мислам дека би ја зграбчиле таа прилика, меѓутоа да се стигне до таму е доста тешко, особено ако твојата земја нема таква индустрија, затоа што овие начела се дефинирани од каде доаѓаш, од која земја потекнуваш, во грото од случаите. Најчесто, ако доаѓаш од земја што нема Вселенска агенција или нема таква развиена индустрија, не може ни твојот регион или твојата земја те поддржат. Па мора да се надпреваруваш интернационално против целиот свет за стипендиите што се многу мали. Имаш една или две стипендии за остатокот од светот што не доаѓаат преку такви агенции. За моја среќа, сите тие мои жртви донесоа до плод и бев стипендирана од Aldrin Family Foundation, односно семејната фондација на Aldrin за програмата Commercial Space Studies на Florida Tech, каде што директорот и мој професор на самата програма беше Ендрю Олдрин, синот на Баз Олдрин, а подоцна бев стипендирана директно од Интернационалниот вселенски универзитет за Masters of Space Studies. Доста тежок пат, пак ќе кажам, треба сам да се бориш во една таква престижна индустрија, бидејќи сепак тоа е престиж на нациите. Навистина е
скапо да учествуваш на било кој конгрес ако не си стипендиран. Навистина е предизвикувачки да се бориш против целиот свет, но мислам дека ако се сака се може. Мартина, астронаутите редовно користат аналогни мисии при нивниот тренинг, на кои се подготвуваат на поинаквиот начин на живот, изолацијата и екстремните вселенски услови. Како изгледаше комплетно реализацијата на симулацијата на мисија на Марс и како вие ја поднесовте, имајќи предвид дека ги има истите услови како и реална мисија? Токму така, аналогните живеалишта се пласирани во екстремни надворешни услови со причина. Имаме најразлични аналогни живеалишта, од онакви на многу високи температури пласирани во пустини, до онакви со многу ниски температури како Конкордија на Антарктикот, иако има многу слични на нејзе во тој регион, финансирани од многу истражувачки групи, вселенски агенции и слични entiteti. Тие служат за спремност на астронаутите за различни вселенски сценарија. Сметам дека таквите аналогни мисии помагаат да астронаутот биде алертен, одговорен и спремен при секакви тешки сценарија, затоа што вселената и условите таму се навистина безмилосни и треба да имаш една поинаква спремност што е на многу повисоко ниво. Во моментов, во моето живеалиште, имаме доста екстремен распоред и би рекла дека би го споредила моето живење тука како служење војска. Значи, многу е слично на тоа затоа што имаш точно време кога стануваш, кога јадеш, кога се бањаш, се тие ригорозно ставено во распоред и освен тренинзите и твоите одговорности да го одржиш живеалиштето во живот и да ги исполниш сите тие процеси за да го одржиш во живот, имаме доста тешки и интензивни ситуации каде што мора да сработиме нешто или да го поправиме во рок од половина час како задача на оваа мисија за да преживееме. И е навистина стресно и тогаш ги тестираш твоите лимити и гледаш каков си под притисок, дали можеш да се носиш со тоа. Сметам дека навистина си имам добро покажано, затоа што се што имаме до сега сработено со тимот било успешно, немаме ништо пропуштено, односот ни е одличен заедно и сметам дека се оно што го имам поминато во животот, сите оние екстра активности што ме терале да се притискам себе си повеќе и да одам понапред и да си ги тестирам своите лимити ме довеле да ова ми е едно ново нормално и да не ми е толку напорно колку што име на другите луѓе. И овие емисии најчесто имаат тежок и напорен распоред и подготовки. По тој контекст, каква психофизичка подготовка ви беше потребна пред една ваква мисија? Некаде прочитав дека ништо не се остава на случајност, виси на психофизичка подготовка, адаптибилност, издржливост, сите компоненти се предмет на анализа и без нив не може ниту еден кандидат да биде вклучен во приказната. Астронаутите се бираат со многу параметри, треба да си психофизички здрав. Треба да немаш сериозни физички или пак психички проблеми, за да не можеш да наштетиш на екипажот. Треба да си навистина цврст, стабилен и издржлив како човек, затоа што динамиката на еден екипаж е навистина тешка, затоа што си во многу малачок простор, не можеш да се одбегнеш со тимот, скоро и да немаш приватност, имаш лимити на се и се што тоа колку облека можеш да однесеш до начинот на комуникација, имаш ланец на команда, што го викаме тука, што треба да го почитуваш како наредби, имаш екстремно тешки распореди каде што мораш да си таму, не можеш да одбереш да се откажеш затоа што зависи животот и успехот на мисијата кога го направиш тоа. Навистина мора да се соживееш со целото марсовско сценарио и да се однесуваш како да си на друга планета, затоа што така најдобро се тестираат сите оние експерименти и така најдобро може да се добијат вистински резултати. Која е веројатноста и кој е процесот од друга страна за вие да бидете дел од реална мисија во иднина? Какви се обуки до квалификации ви се потребни? Ова е повеќе геополитички проблем, отколку што е прашање на индивидуална спремност. Често сум размислувала како да ја приближиме Македонија кон секторот, па дури и да креираме астронаути и е многу подлабинско отколку што може првично да изгледа. Навистина,
сум ретка во овој сектор и кога сум на сите тие програми, најчесто сум првата македонка што ја запознаваат или воопшто не знаат каде е Македонија, па сакаат да прават истражување за мојата земја, што го користам во најдобра намера со цел да спознам повеќе како вистински Македонија да ја доведеме до вселенскиот сектор на правилен начин. Мислам дека една од пореалните опции, каде што нашата држава би зачекорила, е секако нашето партнерство сега со НАТО, а и нашиот влез во Европската Унија. Бидејќи се стремиме кон Европската Унија, кога би влегле во Европската Унија, би можеле да пристапиме и кон Европската вселенска агенција како членка. Треба да се споредуваме со земји како Словенија, земји како Романија, ако сакате, земји кои што се малечки, а има добри примери како се приклучиле во вселенската индустрија. Ако сакате, дури и Литванија. После тоа, кога ќе го стигнеме нивниот начин, нивниот левел, нивното ниво кога ќе го достигнеме, мислам дека после многу години после тоа, со креирање на нови можности, со зголемување на тој наш буџет, можеби би можеле да имаме астронаути. За сега, патот е навистина тежок. Не би сакала да разочарам никого, меѓутоа е навистина тежок и сметам дека само колективно може да го промениме. Да, технологијата напредува, а тој напредок постојано го следи и вселенската индустрија. Па, која е вашата мисија во годините кои што следуваат? Останувате посветени на ова и каде сакате да се видите, да речеме, за 10 години од сега? Останувам доследна и присутна во вселенскиот сектор. Пред се како што подобар истражувач и инженер, сакам да се реализирам максимално на тоа поле, меѓутоа не само така, туку и како некој што носи можности за нашата држава и нашиот регион. Моите интернационални искуства од Европа до Америка, па и пошироко, мислам дека се многу значајни и може да донесат многу можности дома и да создадат многу партнерства што би придонеле кон подобра едукација, што веќе имплементираме, меѓутоа до нова индустрија, што може да биде во подем, а со тоа и до многу бенефити за нашето општество. Се повеќе и повеќе ќе гледам да учам, за со цел да можам тоа да го враќам дома при секоја прилика што ја имам, а ова што го користам моето слободно време да го едуцирам нашиот народ, се надевам дека е само една од оние алатки што ќе придонесат во едно поинако општество. Да се биде астронаут според многумина е професија на иднината, а според тоа како се развива технологијата и вселенското истражување, ќе биде и се побарена професија. Научниот офицер Мартина Димоска амбициозно ја круи својата животна мисија. Попатно руши предрасуди, видливи и невидливи бариери за тоа што може да достигне жената. Уште повеќе, онаа која живее во мала и непозната средина, без мокни родители и влијателни пријатели. Чекорејќи храбро, оваа млада жена со веќе сериозни подвизи зад себе е доказ дека кога верувате во себе, само небото е лимит. Уживај во предизвикот, Мартина, и прави не горди со секој нов вселенски предизвик.